Слободата е една од најважните демократски вредности, но за не можеме да сведеме на човекови инстинкти, односно еден човек да прави што сака во едно општество, туку неопходно едно цивилизацијско толкување на истото. Во политичкиот систем демократијата е рефинирана преку концептот на човекови права. Право на живот, право на работа, право на приватност, слобода на говор и така натаму, но често пати во овој момент на криза на западната демократија можеме да кажеме дека многу слободите се злоупотребувани. Например, да ја земам слободата на изразување, која што е во мој фокус на интерес, многу луѓе злоупотребуваат со цел јавно да изразат омраза кон други луѓе, да навредуваат, да манипулираат со информации, да шират лаги, да клеветат. Така што сега се доведуваме во една ситуација повеќе да зборуваме за рестрикциите на оваа слобода, отколку за нејзина промоција. На вистина е потребна мобилизација на демократските сили, прогресивни идеи и луѓе, кои што се добива впечатот дека губат битката пред оние нетолерантните, антидемократски и антицивилизацијски тенденции. На вистина треба секој граѓанин да го научиме да ја препознава демократијата во себе, односно да види дали е толерантен кон другите, дали им верува на институциите во едно општество, дали има чувство дека одлучува во едно општество. Значи, секој граѓанин треба да мери демократијата во себе, а не некој да му кажува дали живее во демократско или во недемократско општество. Сега се случи коронавирусот, тоа е и сите се запрашуваме за социјалните последици. Јас имам многу позитивен став, бидејќи историски тестирано секоја криза, било да станува збор за војна, природна катастрофа, епидемија, сушност луѓето ги чинела похумани, посолидарни, тие се хомогенизирале околу решавањето на одреден проблем. Само да се потсетиме дека по Втората светска војна беа донесени сите оние конвенции на Обединените нации, на Совет на Европа, кои што навистина светот го однесува во една похумана димензија. Исто така оваа криза го стави на приспитување, вредносно го приспитува капитализмот. Имено сите ние гледаме и си го поставуваме прашањето дали лекарите се доволно платени, дали е поважна храната, здравството, забавата, спортот, дали некои работи може да се направат на поевтин начин, многу конференции се одржаа без авионски патувања, многу еколошки предобивки. Кај нас, например, во Македонија, се подигна свеста за деструктивната политичка поларизација, етничка поларизација, потребата од повисока граѓанска култура, правна култура. Значи, навистина води оваа криза, мислам дека ќе доведе до потреба од ревитализирање на многу придобивки кои што светот ги имаше по завршувањето на Втората светска војна.